случува, бе? Кан, те молам. Значи ме напусти затоа што ти се повредила гордост, а? Кан, види, можам да ти објаснам. Не е како што изгледа. Што значи бе не е како што изгледа, а? Ти се подбиваш ли со мене? Кан, што ти е? Види, спушти го тој пиштол. Не се глупире, прибери. Затвори ја устата, затвори ја! Душо, да почекав јас во колата? Ако е се уште тука Чичко Иркут? Не грижи се, нема никој во канцеларијата. Ај не можев да те оставам сама во колата. Само ќе оставаше 2 документа и ќе излезеш. Добро, готово, ете. Само што да му оставам порака на Кан. Што е? Оде ми Ѓулен. Кан, те молам, немој. Зошто, Ѓоркем? Зошто? Кан. Барем да стигнеме. Јави се уште еднаш. Ајде, Кан, јави се. Ајде, те молам. Во ред, мила, во ред. Смири се, ајде ќе стигнеме, не грижи се. Не дојдов да молчиме и двајцата. Што е тоа што толку ви испаничи? Не знам од каде да почнам да ти кажувам. Почни од некаде веќе. Например, кажи ми каква грешка направила Ѓорке. Да нема некој проблем со Каан, Ихан? Мислам дека се разделија. Што значи мислам? Односно се разделија. Зошто? Не знам точно. И јас скоро дознав дека се разделија. Каде е господјо Леман? Сигурен сум дека таа знае. Во својата соба. Неколку дена не излегува. И со никого не зборува. Зошто? Кажи ми се одеднаш, Нихан. Ем ме викнавте да дојдам, ем насила вадам зборови од твојата уста. Нихан, што се случува, кажи. Се е многу измешано. Кога те видов пред мене, како да ми се испразни душата. Не можам да ги соберам зборовите и да ти кажам, ете, Енгин. Има толку многу работи, но не сега. Не можам сега. Добро, добро. Добро, 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 добро. Кан! Што и направи на сестра ми? А? Поѓаволите, Ѓорген, зошто? 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 А ти нечесен, плашлив подлец. Ова ли го сакаше, бе, а? Да те убијам ли сега? Кан, те молам. Не вредите човек и да ве убие. Не можев. Многу сакав, ама не можев. Ѓорген. Планина ли ова? Но ќе ми даде тој сметка за ова разбојништво. Ѓорген? Мила, добро ли си? Ти беше, а? Значи веднаш отиди и кажа, предавничка.
Мила? Дојди, ајде. Не ти е ништо, нели? Пушти ме! Тргни се! Што е? Се разочара дека сум жива? Кога му кажа се надеваше дека ќе му убие. Јас ништо не кажав, Ѓоркем. Дори и не знаев ништо. Губи се одовде! Лажливка! Губи се! Што бараш ти тука? Мамо, излезе од собата? Подобро да не излезев. Веднаш го почувствува мирисот на забавата, господин Енгин. Не разбрав на што мислите. Секако не сакаше да пропуштиш да видиш со своји очи дека спаднавме на твојата состојба. Мамо, Енгин дојде да ни помогне. Ајде бе, тој не може ни себе си да си помогне. Тој дошол ваму само за да ми плесне в лице дека и фамилијата Озум ја изгубија куќата. Не, чекај, уживај во моментот. Како и да е, чекаше 25 години, нели? Се продаде куќата? Да. А тебе сонце те огреа. Значи ова беше тајната што ја криеше. Заради ова рече не можеш да кажеш. Затоа молчеше кога те нарекува шпион. Навистина ми е многу жал. Се обидов да го спречам, оно никаквец да ви го направи ова. Мислев дека успеав. Да можев да предвидам дека може толку далеку да оди, сигурно немаше да му го дозволам тоа. Очигледно и ти знаеш, Атакан. Воопшто не се зачуди. Да не беше ова тајната за која зборувавте вечерта кога дојдов јас кај тебе. Ајде, Ѓулен, до некаде ја разбирам. Се обидуваше да заштити сестра ѝ. Ама ти? Ние нели сме браќа? Секако дека сме Кан. Тогаш како можеш да молчиш, бе? Како можеше да дозволиш ова да се скрие од мене? Знаеш ли? Првпат се прашувам. Што се друго можеш да скриеш од мене? Никогаш не сум ни помислил дека ќе ти ги проверувам зборовите. Нити Ѓулен, ниту јас немавме обврска да го објасниме ова. Веднаш штом разбрав, разговарав со Ѓоркем. И дадов рок за да ти каже. И некој јас ќе му кажам, ми реков, но таа ме изигра. Добро тогаш, додека јас се ја досував за разделбата. Зошто не ми кажа ништо? Бидејќи се плашев да не се доведеш во опасност. Знаев дека ќе направиш нешто лудо кога ќе дознаеш. Помислив, не вреди веќе поради неја да се трпи болка. Знаеш ли зашто ми е најмногу жал? Вечерва не бев излажан само од мојата свршеница. Туку и од мојот најдобар другар, мојот брат. Да ми кажеше немаше да го доживеам ова. Кан, јас сум причината за се. Те молам, види, јас Ѓулен, само... Не сакам повеќе да зборувам. Ве молам, оставете ме сам, ајде. Мамо, те молам престани веќе. Не сакам повторно да ти се случи нешто. Те молам немој веќе да ми отежнуваш работата. Мора да има нешто што можеме да направиме, Никан. Кој ја купи куќата? Знаеш ли? Што е? Да не ќе одиш да ја откупиш куќата од него со твојата бедна пензија? Немој ти само напразно да дикаш врева. Јас ке си одам. Утре ќе зборуваме за ова. Керка ми нема потреба од празни фрази. Оваа куќа може да е продадена, ама јас се уште не сум умрела. Немој да се радуваш дека тебе ти остана мегданот. Видите, господјо Леман, молчам само заради почита кон вашите години. Немојте веќе да ме предизвикувате. Во ред, Енгин. Ајде дојди, ќе ти испратам. Да не остануваме повеќе тука. Опасно е. Не плаши се. Нема повторно да дојде. Ќе се посрамотиме. Ќе излезе ова во весниците. Што не засега нас? Што правиме? Ние не правиме ништо грешно. Влюбени сме.
тој самиот ќе се посрамоти. Се плашам што би можел да направи после оваа ноќ, Башар. Веќе не може да направи ништо. Ако се однесува вака разбойнички, ќе одам во полиција. Ајде повеќе да не зборуваме за ова. Уште го нема, гледаш? Уште ја теши својата женичка. Секако ќе му наплатам за ова. Ама човекот вели ќе ја испразнам куќата. Што ќе правам јас? Види, мила, ако си решена да не се разведуваш, Како ако си решена? Не се разведувам. тогаш биди смирена. Инаку, ако си оди одовде, нема веќе што да направиш. Како нема? Ако 3 години не живеете заедно, судот веднаш ќе ве разведе. Нема поднесување жалба. Така? Е така. Затоа гледај да се согласуваш, мила. Мил мој, немој толку да тагуваш. Го кажа тоа затоа што беше бесен. И ти го знаеш тоа. Многу се засрмив кога рече има ли и друга тајна што ја криеш. Епа, ама ти реков, Душо. Тогаш кажи му. Како да му кажам во оваа состојба? Нема веќе да разговара со мене. Молам, тато. Ми излезе повеќе работа од колку што мислев. Добро, и јас сега ќе дојдам. Ќе се видиме. Татко ми одел дома. Јас треба да стигнам пред него. Инаку ќе ми биде тешко да му објаснам зошто задоцнив. Извини, Душо. Не треба да се извинуваш, мила. Веднаш одиме. Изгледа дојдоа. И јас да си одам веќе. Тебе нека ти е солесно. И не заборавај, биди помека. Добре дојдовте, господин Енгин. Благодарам. И вие добре дојдовте. Ама ве молам, вие слободно останете. Ова, не, јас и онака станав да си одам. Довидување, пријатно. Пријатно. Ајде, мила, утре ќе се видиме, добро? Добро. Не ми испраќај, самата ќе си одам. Пријатно. Пријатно. Јас ќе бидам во собата на Ѓулен. Енгин, Не сакам да зборувам фиген. за ова и јас сум виновна. Прифаќам. Јас само затоа што се плашев да не те изгубам го направив тоа. Тоа што ми беше кажано. Поточно, немав друг избор освен да ја прифатам таа грозна лага. Ти реков дека не сакам да зборувам. Те молам. Само послушај. Барем еднаш. Добро. Но знај дека ниедно оправдување нема да го прифатам. Знам. Јас се каам што дојдов во Истанбул. Сети се колку бевме среќни во Ѓојнук. Не можам да разберам како дозволив други да не доведат до оваа состојба. Не можам да ја поправам грешката, знам. Но ќе направам се само за да ми простиш. Нема потреба да правиш нешто, Фиген. За мене е доволно да ја завршиме оваа работа без да се повредиме. Извини, ама не можам толку лесно да се откажам од тебе. Ќе направам се за да ги вратам назад тие наши стари денови. Вечерва ќе останам кај Севил. Вие, татко и ќерка, разговарајте намира. Те молам, размисли за тоа што го кажав. Лека ноќ. Лека ноќ. Татичко, Нели веднаш ке дојдеше? многу се извинувам. Овие службени работи не биле толку лесни како што мислев. Ајде сега кажи ми се од почеток. Како мислиш од почеток? Мајка ми не ти кажа? Не целосно. Не разговаравме многу. Добро, тато. Да си ги измијам рацете и веднаш доаѓам. Во ред. Ѓорќем пак ли ќе доцни? Ѓорќем 2 дена не дојде на дома, мамо. Зошто? Кој знае што и направи повторно? Мамо, кога беше најпотребна, се повлече.
Рече, не ме вознемирувајте, побегна. Сега излезе и почна да ми префрлуваш. Не знаеш со што се расправам деновиве, немаш поим. Кажи ми ти тогаш. Да не го искористи моето отсуство им дозволи на Ѓулен и на онаа свињана да ја окупираат мојата куќа. Заради нив ли си отиде Ѓоркем од дома? Откако не можеше да го одложи долгот, мајка ми беше принудена да ја продаде куќата. Се знае ли кој ја купи? Не. Адвокатите средија. А и што е важно тоа? Наскоро треба да ја испразнат куќата. Не можам да разберам што се случи, ама немам друг избор, освен да заборавам, да се правам дека тоа не се случило. Затоа, ова го сметам за моje прво доаѓање. Ова нека биде наш почеток. Благодарам, тато. И така ние си ја издржавме казната, верувај. Ти кажувам од сега. Не сакам лаги. Се што понатаму ќе се случи, сакам да знам како што е. Без превртувања, без измислување, Ѓулен. Ветуваш? Душо, сега се плашам да останам без тебе. Сигурно ќе полудам од размислување. Душо, нема веќе од што да се плашиш. Нели сум веќе покрај тебе? Види, наскоро животот ќе ни се среди, не грижи се. Не знам. Веќе од се плашам. Мајка ми Ѓулен се толку сигурни дека ќе ме напуштиш. Но ми го кршиш срцето кога зборуваш вака. Извини. Знам дека нема да ме оставиш. Ќе ги засрамиме сите што се сомневаат во тебе, нели? Секако. Верувај, со време се ќе се среди. Сега е потребно ти да се смириш. Сакам што поскоро да бидеме семејство и сакам, Душо, да бидеме што повеќе заедно. Душо? Душо, јас сега морам да одам бидејќи многу Извини, многу те задржав. Ајде, чао. Чао. Се надевам си се вратила, Леман Султано. Бабо? Зошто се затвори со денови? Бев многу осамена. Кај Башар сум. Ќе можеш да излезеш надвор, бабо? Мора да разговарам со тебе. Во колку? Добро. Добро што ти имам срце мое. Со среќа нека е бате. Ѓулен дизајна. Браво, бога ми. И покрај толку кажувања, сепак си ја основал фирмата. Суде, воопшто не сум расположен. Те молам, не задевај се. Како не задевај се, бе? Веќе со чудење те наблюдувам. Не мислиш ли на твојата свршеница, што ќе биде со Ѓоркем? Таа е задоволна од животот. Со Башаре, не грижи се. Каков Башар? Што значи тоа? Значи дека Ѓоркем ми изневерувала со Башар. Нема шанси. Вештерката го измисли ова. За да се извлече самата. Не. Тоа не е можно. Минатата вечер ги видов со своји очи. Доволно ли ти ова, Суде? Ѓулен ја видела со Башар, затоа сакала да го држи подалеку. А молчела за да ја заштити сестра си. Не ни кажала ништо. Те молам, остави ме на мира. Принцезона, баба, што направи? Како толку ги измеша работите? Јас ништо не направив, бабо. Се имав средано многу убаво. Се разделив од Каан и го ставив во позиција на виновен. Добро, ама нели јас ти реков прво самата да се обезбедиш? Секако, Леман Султано. Најубавиот дел го оставив за крај. Нашата куќа ја купи Башар. И тоа на мое име.
Навистина ли? Кажи ми го тоа од почеток, Керко. Се остава ли оваа вест за на крај? И Ниха ништо не кажа? Затоа што сака да ја вратам куќата. Сигурно полудела? И тоа како? Ми рече се продаде и ме истепа. Како те истепа? Затоа ја напуштив куќата. Аман, господи, како можела да го направи тоа? Ѓулен секако ми позавиде што некој толку ме сака, отиде и ме издаде на Каан. Проклета една! Принцезо, па нели ти реков, почекај малку да се омажеш и никому ништо не кажувај. Сега ќе се мачиме со толку многу работи. Многу скоро ќе се венчаме, султанке. Ама мајка ми рече дека никогаш нема да дозволи. А Башар сака да станеме семејство, да биде прифатен. Ти малку омекнија, мајка ми. И така нема друг излез. Ти за тоа не грижи се. Јас во најкраток можен рок ќе ги средам работите. Што ми ја спасивме куќата, другото е лесно. Чекај вести од мене, добро? Добро. Добро што излезе од таа крита. Многу ми беше тешко без тебе. Уште еднаш не оставајме, султанке. Би ја препуштила ли јас мојата принцеза на други? Ајде, не биди тажна повеќе. За тебе стои баба ти, разбираш? И што направил Каан кога ја видел пораката? Отишол кај него секако. И ние веднаш отидовме по него. Добро што Атакан заборавил да му ги даде тие документи на Каан, па отидовме во канцеларијата. По тоа што се случи, брзо кажи ми. Каан ги нашол Ѓуркем и Башар. Добро што успеа да си го совлада бесот. Инако можеше да ги застрела и двајцата. Со оружје отишол? Како е Ѓоркем? Не грижи се. Добро е. Ѓоркем што направи, што направи? Молам, суда. Здраво, Ѓоркем. Мора итно да разговараме. И ти ќе ме осудиш без да ме сослушаш. Подобро да не разговараме, суда, те молам. Послушај ме барем ти заради долгогодишното пријателство. Ти се јавувам за да слушнам и од тебе што се случува. Каде си да се најдеме? Во 216 сум. Може да дојдеш. Веднаш ќе дојдам. Ама знам, керка ми е целосно виновна, но не можам да го прифатам ни тоа што го направил Каан. Како може така да се заканува? Нека ја напуште, нека си оди, нека се кара. Но што значи да извади оружје? Мамо, во канцеларијата имал оружје со дозвола. Кога ја видел пораката, го зел пиштолот и отишол. Кога ги видел таму двајцата, се разбеснил и го извадил пиштолот. Добро што го надмина тој прв бес. Од сега нема во никој случај да и наштети на Ѓуркем. Нема потреба да се грижиш. Дај Боже, дај Боже. Мамо, мора да му кажеме на тато за Башар. Вчера му ветев дека повеќе нема лаги. Ама не до сила ова да му го кажам сама. И јас не можев да му кажам, керко. Како ќе му го кажеме ова? Ама мораме да му кажеме. Уште еднаш не можам да кријам ништо од татко ми. Воспротивно може за секогаш да го изгубиме. Добро што ве најдов двете заедно. Што е, мамо? Каде беше? Утрово си отишла без да кажеш. Немој сега да ми поставуваш прашања. Има нешто да разговарам со вас. Добре дојде. Здраво. Ќе ми кажеш ли веднаш што се случи? Јас не поверував баш многу, па... Многу е тешко. На една страна твоето семејство, на другата пријателката. Бидејќи јас на времето ти избрав тебе наспроти Ѓулен. Затоа те молам, послушај ме еднаш без предрасуди. Не како сестра на Каан, туку како жена. Борет, те слушам. Впрочем, горе-доле, знаеш каква беше ситуацијата. Каан со месеци не се интересираше за мене. И јас, како и сите жени, барав внимание, сакав да бидам посебна. Многу се трудев да му го кажам ова на Каан, ама ништо не се смени. Како да бев невидлива за него. Ете и последната случка. Јас се спротиставив на семејството и дојдов кај вас, но тој наместо да застане зад мене ме прати назад. Ако помниш, ти кажав дека ги слушнав кога разговараа со Атакан. Да.
Ама биде сигурна дека дури бевме свршени, не сум го изневерила. Кога Каан ја раскина свршувачката, гордоста многу ми беше повредена. Се чувствував многу празно. Ето тогаш Башар се појави пред мене. На почетокот и јас не го сакав. Ама тој многу се трудеше, направи да бидам посебна, а на крајот не можев да го одбијам. Многу ми е жал што се случи вака. Можеш ли барем малку да ме разбереш? Многу ми пречи тоа што вака се разви ситуацијата. Но и тебе ти давам право. Бидејќи ја знам причината за сето ова. Ја знаеш причината? Која е? Сега не е време да дознаеш, Ѓоркем. Ама знај дека и јас стојам зад тебе. Стоиш зад мене? Си изненадив, ама си израдував, не го очекував ова. Ќе ми кажеш ли зашто се работи? Ти реков не сега. Потребно ми е време за повеќе информации. Мамо, свесна ли си ти што зборуваш? Секако дека сум свесна. Само од завист оваа се му раскажала на Каан. А ти пак се уште ја браниш. Еве. Оваа порака беше на масата на Каан. Во пликот бил ставен и клучот од куќата на Башар. Јас не знам ниту адреса на Башар, па што бара неговиот клуч кај мене? Добро, кој може да го има овој клуч? Само Башар. Отвори ги очите, бабо. Башар си поигрува со Ѓоркем само заради гневот на Каан. Тој нема намера да се жени. Всушност ти давајќи и толку поддршка и го уништуваш животот на сестра ми. Те преколнувам, бабо, отвори ги веќе очите. Нели ти реков, мамо? Ти реков, ја влечеш девојката во бездна. Среќна ли си сега? Добро утро, Душа. Денеска сум дежурна. Подоцна ќе одам на работа. Помислив заедно да појадуваме. Направив од питата што ја сакаш. Направив пита со сирење. Додека го подготвувам појадокот, ако сакаш разбуди ја Ѓулен, па заедно да појадуваме. Ѓулен не е дома. А, добро, и тоа е добро. Ќе поразговараме малку. Јас веќе појадував, Иген. Немој да се мачиш. Јас само... Разбирам што сакаш да направиш. Но ние веќе одамна го оставивме ова зад нас. Ова не е проблем што може да се реши со вакви мали гестови. Дури не е проблем што може да се реши. Веќе да не се залажуваме. Ти благодарам за питато. И така јас излегував. Што ќе правиме, мамо? Ако му го кажеме ова на тато, ќе влезе во неволја. Ако не му кажеме, до кога ќе можеме да криеме? Татко ти мора да знае. На некој начин ќе му кажеме. Но јас морам претходно да разговарам со Каан. Зошто? Мора да бидам сигурна дека нема повторно да извади оружје на Ѓоркем. Потоа ќе ти се јавам. Заедно ќе одиме ке татко ти. Ало? Каан? Може ли да се најдеме во Ќуцупсу? Веднаш. Во ред, ќе се видиме. Здраво, мајсторе. О, добре дојде. Си поранил денеска? Ѓулен ќе дојде, па ќе одиме да бараме канцеларија. Јас дојдов порано за да поразговарам малку. Ајде, седите. Мајсторе, синоќа Каан во куќата на Башар. Башар и Ѓоркем... Разбрав. Да не се случи нешто? Не. Фала му на Господ што се воздржа. Но разбра дека знаеме. Многу се налути, мајсторе. Толку имаше право, што немав лице ни да му се извинам. И знаеш ли што ми рече? Што? Кој знае уште какви тајни имаш, ми рече. Во тој момент како да пропаднав земја. Не можев ништо да кажам. Не го заборавај ова, сине. Кога едниот не сака да ја слушне вистината, а другиот е подготвен на лага,
Пријателството не е пријателство. Воопшто не сакам да лажам, ама сега како ќе му го кажам ова? И така од сите страни прими удари. Сигурно не ќе може да го издржи и ова. Патот што води до пеколот е поплочен со камење на добра волја. Ах, бе, сине, додека вака молчиш добронамерно, уште што ли ќе те снајде? А што да правам? Според тебе време е сега да му кажам? Секако дека не. Сега тоа ќе го разгори оганот. Немаш веќе друг избор освен да чекаш по поволно време. Мајка ми не е дома, сигурна си, баба? Не е дома, дојди брзо. Што е? Зошто ме викна? Ова го нашла Ѓулен на масата на Каан. Клучот бил заедно со ова керко. Изгледа, Ѓулен има право за Башар се што кажа. Клучот освен кај него, кој може да го има? Добро, но зошто човек што ќе ми го направи ова ќе препише куќата на моje име? Не знам, ама оваа работа мене не ми се допаѓа. И мене. Да ја разоткриеме оваа работа. Ти благодарам што дојде, Каан. Немав храброст да дојдам во фирмата. Пред вас сум со наведната глава. Ве молам, вас не ве обвинувам. Штом ќерка ми направи една ваква голема грешка, сигурно и јас имам удел во тоа. Затоа, што и да кажеш, ќе имаш право. Но не дојдов овде за да ти се извинам. Ова не се простува. Затоа само те молам, немој да и наштетиш на ќерка ми. Си вперил пиштол. Тоа беше моментален гнев. Што и да е, таа ми е ќерка. Те молам, уште еднаш не прави го тоа. Очекувам од тебе паметно однесување. И да немам право на тоа како мајка. Нема потреба да се вознемирувате. Како што реков, тоа беше моментално избувнување. Ама помина. Од сега нема да и наштетам на Ѓорkem, ама сакам да ве предупредам. Ако некој наштети, тоа ќе биде оној никаквец. Оној Башар, никој друг. Знам, не можам да ти објаснам колку ми е тешко поради сите овие случувања. Не грижете се. Добро ве познавам. Знам дека ја обвинувате Ѓорkem и почитак кон вас воопшто не ми се промени. Ама оваа тема за мене е затворена. Нема да ве повредам пред луѓето, не кажувам лош збор ниту за вас, ниту за Ѓорkem, ниту пак моето семејство. Затоа бидете мирни. Колку и да ти се заблагодарува, малку е. Ти си посебно момче, Каан. Што е ова, Башар? Што се случува, Било? Што е ова? Не ми вели ти мене, мила. Ќе ми кажеш ли што е ова? Веднаш. Добро, бе, сине. Немој од денеска да се возбудуваш за утре. За денеска ти е доволно. Доволно ти е за денеска, синко. Први смирете се. Момчето да се смири најпрвин, пак ќе разговарате, ќе се договорите. После овие случувања не знам дали ќе има некој пригодно време за да му кажам на Каан, мајсторе. Мора да има. Виде, ете. Вистината не сака досење. Каан секако ова мора од тебе да го слушне. Имаш право. Глава моја, Зошто навреме не кажав? Ама и двата краја на ова стапче се опасни. Како да се објасни оваа ситуација? Здраво! Добре дојде, мила. Добре дојде, ќерко. Што како да се објасни? Ова, мила. Му кажував на мајсторот дека синоќа многу го растаживме Каан. Значи и ти разбра што се случи, мајсторе? Нема потреба да не веднуваш главата. Разговаравме не за да го најдеме виновникот, туку за да најдеме решение. Та јас сум ли како татко, нели? Секако, сини. Мајсторе, да излеземе ние. Не чекаат од агенцијата. Еба до гледање тогаш. Со лесно нека ви оди работата. Благодариме. Клучот, освен тебе, кој друг може да го има? Да, тоа е прашањето. Добро што го донесо ова кај мене, мила.
Благодарение на тебе го пронајдов непријателот. Каков на пријател? Кој е тоа? Веднаш испрати ми го месот. Во ред, господине. Месот ли? Да. Освен мене, само тој има клуч. Значи ми копал гроб зад грб. Ама ќе ми плати за ова. Молам. Што мислиш дека правиш, бе? Како се осмелуваш да ми играш зад грб? Што зборуваш, не разбирам. Не се глупирај. Ова ти му го даде на Каан, нели, а? Освен ти, никој друг нема клуч од овде. Не се обидувај да се противиш. Веднаш кажи ми, веднаш. Во понеделникот, на состанокот, многу ме засрами пред другите фирми. Гордоста ми ја скрши. Сакав да те боли и тебе душата, но не помислев дека човекот ќе оди толку далеку. Многу се каам, се извинувам. Какво кајање, бе, а? Губи ми се од пред очи. Моли се што не те убив. Немој уште еднаш да си стапнал овде. Губи се. Се извинувам. И тебе срам да ти е, Ѓорке. Како можеш да очекуваш вакво нешто од мене? Душо, ти се извинувам. Ми попуштеа нервите, не размислувам разумно. Те молам, прости. Во ред, и јас сум вознемирена, ама прво да ја разјасниме цела ситуација. Оно што само сака да си игра со девојката, зошто би препишал цела куќа на нејзино име? Мамо, не почнувај сега со куќата. Проклета да е куќата. Тебе ти е лесно мака да се однесуваш. Животот мене ми е во оваа куќа. А што поважна ти од ќерка ми? Не зборувај глупости. Само да чекаме да видиме Ѓоркем што ќе каже на сето ова. Од рано изутрине телефонот ти е исклучен. А, звони! Мамо, работата со клучот е недоразбирање. Помошникот на Башар од Лутина го направил тоа. Башар ме сака, верувај во тоа, те молам. Достави ќе ме обвинуваш, се изморив. Ако навистина сакаш да сум среќна, биди покрај мене. Ѓоркем! Ѓоркем! Исклучи. Што е? Што ти кажа? Таа порака не ја оставил Башар. Излегувам. Да не кажеше суде, се уште немаше да знам, сине. Добро што ја направи поголема неволја. Дали вреди и со оружје да се оди таму? Во тој момент ми се стемни пред очи. Кога слушнам се шокирав. Ама потоа размислив. За жена која може толку ниско да падне, не вреди да се мисли. Да, ама човек постапува без да мисли. Во тој момент сакав да ми ја разнесам главата на двајцата, тато. Ама се исплашив од мојот гнев. Добро што си успел да се контролираш. Тато, според тебе плашливец ли сум јас? Ти си многу добар човек. Си имал сила да се одмаздиш, затоа се ги оставил. Немој веќе да ти е жал за тие двајца. Ѓулен напразно ја обвинувавме. Единствената мака и било да ја брани сестра ѝ. Да, ама добро ли испадна бранењето во овој случај? Мислам дека оној кој го брани виновникот исто толку е виновен. Всушност не е виновна. Се обидела само да го реши проблемот. Што да се прави? Сестра ѝ. Не може да штити некого што го познава само 3 дена, нели? Еве е нашата нова просторија. Многу баравме, ама најдовме место какво што сакаме. Ај, Како ви се допаѓа? ова е навистина многу убаво место. Има малку работа, ама... Ако нека има. Ова за 2 дена ќе го средиме заедно. Како ви се допаѓа? Многу убаво, деца.
Со Господ напред, со среќа нека ви е. Посебно се гордеам со вас заради храброста. Благодариме. Благодарам, тато. Се надевам уште многу ќе се гордееш. Не се собневам, Керко. Што направи? Отиде на разговор во ресторанот? Да, не се задоволни од човекот што го зеле место мене. И така барале некого. Утре повторно почнувам. Многу ми е мило. Ехе, каде ќе најдат како тебе учител Енгин? Што велите сите заедно да одиме на вечера да прославиме? Сигурно денеска е ден за почетоци. Добра идеја, а? Толку сум гладна, ми се залепи стомакот. Ајде тогаш веднаш да одиме. Мамо, што бараш тука? Според тебе, мислеше ако ми го исклучиш телефонот ќе се спасиш? Ова го сакаше Ѓорке? На богат бизнисмен да си му затворена дома? Не сум затворена. Зошто не сакаш да веруваш во тоа? Влюбена сум во него и тој во мене. Нема љубов во ова. Има нешто валкано. Верувај, многу ќе се каеш. Мамо, добро знам што правам. Не се вознемирувај за мене. Не дојдов да разговараме за ова. Дојде татко ти. Сакам вечерва да разговараш со него. Зошто, мамо? За да го направи тоа што не го направи Каан? Не. Нема потреба да се плашиш. Само сакам да разговарате. Ни должиш и нас, и на татко ти извинување. Не доаѓа, мамо. После случката нема да стапнам во таа куќа. Ке дојдеш. Штом не можеме да те предомислиме? Кога си запнала веќе, должност ми е да те заштитам, како мајка барем. Башар нека дојде како човек, нека те побара. Нема да се противиш на нашата венчавка? Не остави да одбирам. Овој брак никогаш нема да го прифатам. Никогаш нема да го сакам. Ама ако не одбереше да живееш ваков глупав живот, 1000 пати би прифатила. Сега пред мене одиме дома. Не сакам веќе да слушам противење. Добро. Да земам нешто и веднаш ќе излеземе, мамо. Здраво, мамо. Фала Богу да се врати конечно некој од работа. Каде се нашите? Ке задоцнеле. Ке оделе на вечера татко и син. Што значи та Велам, треба веќе да ми објасните што се случува. До кога мислите да чекам? До кога? И уште што чекам, господјо суде? Добро. Се ќе ти кажам. Само биди подготвена да слушнеш лоши работи. Ѓулен, тука е господинот Јеркот. Што ќе правиме? Татко ми не треба ништо да разбере. Ајде, деца. Треба да ги поздравиме луѓето. Добро вечер, господин Еркут. Добро вечер, добро дојдовте. Добро дојде, дечичко Енгин. Здраво, Каан. Колку пријатно изненадување, нели, учител Енгин? Светот е навистина мал, нели? Навистина е така. И јас мислев да наминам во фирмата. Жал ми е што се разделивме. Велам да разговараме. Што и да е проблемот, може да го решиме. Треба да се биде смирен за вакви одлуки. Ама тато, ова не е тема за разговор сега. Да, имаш право, Керко. Извинете, и вас ве задржав. Ке наминам во фирмата. Ве чекаме. Кога сакате? На здравје. На здравје, чичко Еркут. И тебе, Каан. И вам.
Не. Ова е премногу. Суде, кажи ми дека не е вистина. За жал точно е. Безобразница, никаква една. Мамо, не вели така, ништо не знаеш. Девојката кај него ја турна брат ми, барем да ја обрнеше повеќе внимание. Што зборуваш глупости, Керко? Вниманието немаше веднаш да го бара кај други. Нема ли барем малку гордост, нема ли срам? Човек прво треба да се соочи со себе и со кое лице го гледала син ми цело време. Со кое лице го гледала? Не го излажала додека биле свршени, откако се разделиле почнала. Немој веќе да ми ја браниш. Сега ќе се онесвестам да знаеш. Колку останала сама, па отишла и веднаш нашла некого. Господи Боже, што ли не снајде, леле? Боже. Ако слушне народот, јас нема да можам на улица да излезам од куќава надвор. Мамо, не грижи се. Никој нема да слушне. Господе. Изгледа господин Енги не знае ништо. Инаку немаше да биде толку смирен, нели? Не знае тато од каде би знаел. И така сега е дојден. И подобро е да не знае. Човекот може да се онесвести. Сепак има право да знае. Те молам, нека не слуша од нас. Секако нема да слушне. Па за нови почетоци, деца. Види, како да слават нешто. Не знам, сигурно нашле канцеларија. Се надевам дека овој пат се ќе биде убаво. Извинете. Молам, Нихан. Со децата сме на вечера. Итно е? Добро, доаѓаме веднаш. Што е, тато? Мајка ти не вика, Кирко. Да кажеме да побрзаат со нарачките. Барем нешто јадете пред да одите. Важно било, Атакан. Не ти остани ако сакаш. Продолжете вие. Можно ли, учитело Енгин, и јас ќе станам со вас? Друг пат ќе славиме сите заедно. Да ве одведам јас. Не мачи се, сине. Ке одиме со такси. Ке ја оставиме Емине. На полпат ни е. Ти седи со господин Ерко, добро? Ајде. Ми излезе една работа, си одиме. На здравие нека ви е. Догледање, господин Еркут. Догледање, пријатно. Пријатно, Каан. Секако ќе разговараме. Се разбира, Чичко Енгин, пријатно. Догледање. Пријатна вечер. И јас додам. Пријатна вечер. Ти каде си, не? Дојди седи тука. Ајде, земи стол. Како сите овие години да го имаше Енгин покрај себе, па сега ми го ставила тука да ме спасува. Само уште тој ни фалеше. Мамо, Мамо ми вети. Нема да му кажеме се. не ценкај се со мене. Види, извини му се на татко ти. Ете го ти дојде. Сигурно јас не морам да ја гледам оваа глупост. Се случи нешто, Нихан? Добре дојде, смирете се. Ѓоркем има нешто да разговара со тебе. Седните, молам. Ѓолени, ти седни. Добре дојде, тато. Благодарам. Многу се извинувам за тоа последното што ти го кажав. Бев повредена. Сигурно сакав и јас да те повредам. Не знам, тато, ама претерав. Те молам, прости ми, тато. Не ти се лутам, Кирко, што си ги кажа чувствата. Само бев тажен што сум направил за така да се чувствуваш. Не мислев така, верувај. Многу те сакам, тато. И јас тебе, Кирко. Кажи ми, зошто ја раскинавте свршувачката со Каан? Да не се скаравте нешто? Не се скаравме. Во последно време не можевме да се разбереме. Енгин, тие се разделија, бидејќи во животот на Ѓоркем има друго момче. На почетокот и не изјебе флут. Ама кога размислив, изгледа имате право.
на Ѓурен сме и нанели неправда. Во овој случај не се противам за вашата фирма. Се разбира да знаевме на време, немаше толку многу да навалуваме, нели? Како што реков Чичко Еркут, и јас само што дознав и веднаш изреагирав. Моето однесување може да се дискутира како правилно или неправилно. А ме верувајте, целта не ми беше да кријам од вас. Добро. Да ја затвориме темава, знам дека немаш лоша намера. Сакам да ви кажам дека имате целосна поддршка од мене. Дури и тебе те чекам да се вратиш на работа. Па така, штом средивме со тие работи, може да работиш во двете фирми, нели? Благодарам за разбирањето, Чичко Еркут, ама сакам целата енергија да ја дадам на оваа работа. Работата треба да се држи цврсто од почеток. Да почнеме, да видиме што можеме да направиме. Ако сакаш, потоа ќе разговараме. Ти си знаеш. Вам ви благодарам. Да ве замолам за дозвола. Утре имам многу работа. Треба рано да станам. Секако. Со лесно нека ајде. Благодарам. Пријатна вечер. Пријатна вечер. Каан, вие сте браќа, синко. Личи ли вако однесување? Јас ли сум виновен за оваа ситуација? Јас не разбрав. Како можеш да раскинеш свршувачка заради еден човек кој сега си го запознал? Нели го сакаше Каан? Сум се излажала, тато. Знаејќи го ова, требаше да го продолжам животот со него. Не, но повторно нешто не разбирам во ова работа. Колку може да му веруваш на човек кој ти го избеше умот? Тато Башар сака веднаш да се ожени со Ѓорѓем. Оваа куќа тој ја купи. На Ѓорке ми ја подарил. Како подарок за свадба? Сега, ако дозволиш и ти, во најкратко време ќе дојде да ја побара Ѓорке. Чекајте. Дојди. Прво со тебе да разговараме во дворот. Дојди. За тоа што го кажа за време на Кавгат имаше право. Како татко, што направи за да очекувам нешто? Не е можно да ти објаснам какво е чувството кога сме разделени. Како е кога толку време едната половина ми е осамена, Керко. Во иднина, со Господ напред ќе видиш, кога ќе имаш дете, тогаш ќе го почувствуваш сето ова. Целиот твој живот, целата среќа ти е врзана само со среќата на децата. Со Башар ќе бидам среќна, тато. Тоа што го сакаме твојата среќа и среќата на сестра ти. Затоа, додека ми е мирна душата, цело време ќе те надгледувам. Ке гледам да немам предрасуди, но ако не го засакам Башар, тогаш нема да го прифатам овој брак, нека ти биде јасно. Ти ако сакаш, дај ми го тоа право, но јас ќе направам се за да го спречам бракот. Што ли разговараат толку? Да не речеш не те предупредив. Не сомневај се дека ќе го засакаш Башар. Тој е многу воспитан, многу знае да почитува, тато. Види ги. Се ќе се среди, мамо, ќе видиш. Дај Боже, Керко. Тато, а да влеземе внатре, ладно ми е. Зошто не кажеш, Керко? Земи го ова. Ајде. Дојди да влеземе.
Само на Господ заврши. Колку дена чистим и средуваме. Се изнаработавме, ама вредеше. Вредеше, Бога ми, ама благодариме. Сакате ли да ви направам по едно кафе или чај? Стави чај, Емине. И да земеме нешто. Изгледа сум гладна. Добро. Ајде веднаш да го ставам чајот, па доаѓам. Добар ден. Дојде, бате. Го чекав тој плик. Еве ти лична карта. Подпишете се овде, ве молам. Секако. Пријатно. Имајте убав ден. Благодарам многу. Ова е документ од сметководството? Да, мила. Ти овде подпиши се, мила. Што ќе биде со подписот на Каан? Сега ќе му се јавам да го поканам. И да ја види канцеларијата. Се надевам ќе дојде. Молам, Атакан. Здраво, бате. Пристигна документот од сметководство. Потребен е твој подпис. Се јавив да прашам дали ќе можеш да дојдеш и да ја видиш канцеларијата. Ја средивме и твоето биро е подготвено. Сега имам многу работа овде. Немам време да мрднам. Најдобро е да ги испратиш по брза пошта. Се разбира, бате. Со лесно нека е. До гледање. Мила, вие седете. И јас ќе се вратам. Кога Каан му е скаран, Атакан не може да се концентрира. А да го прашаш оној мајсторот? Може би тој знае како да ги смири двајцата. Нели? Браво, ма паметна си. Ти сега остани тука, јас да одам. И, ништо не кажуваш деновиве? Како оди со Енгин? Не оди. Што да ти кажам? Една недела е дојден, а се уште ни една капка мраз не стопив. Како камене. Ѓулан не го остава ни секунда човекот сам. Нели имаше доказ? Каде ти е тоа? Ми остана врака. Разбрал дека ќерка му го нашла Башар и дека е раскина свршувачката. И не направи ништо. Не знам, но не почувствував нешто необично. Сигурна си дека дознал и за неверството? Или ми се после свршувачката го нашла Башар? Секако. Затоа е смирен. Сигурно овие не можеа да му кажат за неверството. Во тој случај се уште имам доказ врака. Каан? Атакан? Нели ти реков да ги испратиш по брза пошта? Немој, бате, те молам. Добро, лути ми се. Викај, извади го бесот. На што личи ова? На што е оваа лутина? Личи ли вакви да бидеме? Кажи, Каан. Не сум бесен на тебе. Сега, ако ми дозволиш, имам многу работа. Со лесно нека е, мајсторе. Благодарам, ќерко, добре дојде. Јас мислев да си дадам малка пауза. Токму на време сум дошла. Дојдов да се консултирам нешто со тебе. Седи тука, дојди. Што е? Наедно нека е? Каан се уште му е скаран на Атакан. И Атакан поради тоа е многу тажен. А и јас се чувствувам виновна.
помислив дека ти би го знаел решението како да ги смириме. Што можеме да направиме? Како можеме да го убедиме Каан да разговара? Нема потреба ништо да правиш, Кирко. Доволно е да обезбедиш место каде што само ќе молчат. Како тоа? Односно, да останат на едно место повеќе часови, па ќе се опаметат. И да не зборуваат, со очите ќе се разберат. Добро, ама каде може да ги донесеме заедно? Види, знаеш, денеска треба да излезам малку порано. И имам да завршам некои работи во градот. Ме разбираш? Прекрасен си, мајсторе. И двајцата ќе дојдат овде. Душа? И јас сум излезена, имам работа. Во 7 часот да се најдеме во работилницата. Ајде, ама сега брзам. Кога ќе се видиме, ќе ти кажам. На телефон не можам. Те сакам. Чао. Молам, Гилен. Здраво, Каан. Како си? Добро сум. Канцеларијата сте ја средиле? Да, многу е убава, ама не дојде. Имав многу работа. Што има? Се јавив да те прашам дали може вечер да се најдеме во работилницата. Зошто? Сакам нешто да се консултирам со тебе. Добро, во ред, во колку часот? 7. Добро, во 7 сум таму. Ќе се видиме. Мила? Здраво? Добре дојде. Каде е мајсторот? Вечерва имал работа. Сами сме. И зошто сме овде? Ке ми кажеш ли? Ова... Што? Атакан? Ѓулен. Добре дојде, Каан. Што правиш, Ѓулен? Ова е глупост. И ова што го правите е исто. Извинете. Ама пред да се среди оваа работа, никој никаде не оди. Сите напразно ќе го изгубиме времето. Јас имам доволно време. Да трае и 5 часа и 5 дена нема за сега. Вие раскомотете се, момци. И јас да ги донесам чашите. Добро, ама нема што да се разговара. Јас си го кажав своето. Мислам дека јас си ја кажав маката. Вие си знаете. Тогаш ќе седиме и ќе се гледаме. Нема проблем за мене. Стигна на време, Енгин, кога мислев дека нема мислиш. Тешко е да гледаш сама дете. Но потешко билот кој ќе порасне да го контролираш. Тоа барем го видов. Доволно е што си тука. Ти се врати и се е поинаку. Јас нема магично стапче, Нихан. Ова е сила бидејќи сме заедно. Заедно сме посилни. Тоа се добива со доверба, со искреност. Сакам повторно да си веруваме, Нихан. Само тоа го сакам. Те молам од сега биди отворена со мене. Да нема нешто скриено меѓу нас. Во спротивно, што и да направиме е напразно. Да си одам.
ја волите. Зошто се смееш? За твојата трапавост. Беше незгода, не сум трапав. Добре што не си. Заради таа твоја трапавост на училиште лабораторијата ја крена на нозе. Професорот мислеше дека пукна бомба па се фрли на земја. Ти зборуваш за Местан. Тој беше плашливец и му приредивме шега. Паметиш? Еднаш ти мислеше дека Местан не дојде ни го исплаши целиот клас. Влезе во училницата и викаше горе рацете. А Местан беше пред таблата. Нели само тој ги крена вака рацете? Но потоа си ја доби казната. Актер го викаше, се сеќаваш? Сите работи му ги вршеше. Актер наваму, актер натаму. Колку спомени имаме, нели? Како што велеше учителката по англиски, сите книги стави ги една врз друга и кога ќе погледнеш одгоре, да не можеш да видиш долу. Не ме фрлај од таму, бате. Камо да можам да те фрлам? Ки излегуваш со Башар? Не. Суде доаѓа да ме земе, малку ќе разговараме. Добро, а Башар каде е? Денеска не сте се виделе, нели? Има работа. Има гости од странство, затоа не се видовме денеска. Каде остана? Тебе те чекам. Секако пред врата сум. Види колку е касно. Хајде. Од сега тука ли си? Не, Душо. Само вечерва. И Ѓорке ме тука вечерва. И ветив на мајка ми дека заедно ќе останеме. Многу чудно. Повторно ти благодарам за вечерва, мила. Доста ме срамиш, Душа. Како да направив нешто? Знаеш колку ми значиш во животот, нели? Напразно ли велам дека си ми светлина? А пред тебе сум бил во темнина. Но животот има толку бои што јас не сум можел да ги видам. Добро што излезе пред мене, мила. Немаше да дознам каков е животот. И јас.